Мирдита Тигидове, добар ден на сите. Почитувани присутни, почитувани гости, добро дојдовте. Мир се еднаката дебата цивилит, дебата на цивил која што ја насловивме плурализмот и политичката криза во Македонија. Бъдет фјал вртетниот момент интересант да шум търндасишем на историја на Македонис. Живееме во еден мощно интересен, но исто така и мощно значаен момент или период за историјата на Република Македонија. Во моментот политиката и политичките процеси во Македонија се ставени во една рамка која што ја нарекуваме договорот Пржино и тече процес на спроведување на работите што се договорени во тој договор. Пие се структура ве цилат по збатојнката марвеши јан катар партии политике во спроведувањето на тој договор и во преговорите за неговото спроведување се вклучени 4 политички партии. Цивил Чендра Прлири Влерсон сметаме како Центар за слобода, Цивил смета дека тој процес не овозможува доволно широка, демократска, плуралистичка рамка за може да се чуе ставот на целото општество и на сите заинтересирани граѓани, групи на интерес, политички партии, движења, политички структури кои што придонесуваат и учествуваат активно во политичкиот процес. Мупрката шкак, еде вендосам та организоим ката дебат, затоа и одлучивме да ја организираме оваа дебата, да поканиме политички партии, парламентарни и вонпарламентарни, политички движења, иницијативи за формирање на политички партии, партии што се во зароди, што се во процес на регистрација, што туку регистрирани, дел од овие партии имаат избор на нови раководства и така натаму. Во секој случај забележуваме дека во јавноста постои недостаток на артикулација на нивниот став. Оваа средба е прилика лидерите на овие политички партии, членовите на највисоките нивни раководства да го кажат нивниот став апропо политичката ситуација, дали мислат дека договорот за Пржино се спроведува онака како што треба и дали мислат дека имаме услови за слободни избори. Пред да почнеме со ставовите на представниците на политичките партии, ќе го замолам председателот на Цивил, Зотин Џабир Дерала, ќе те јапни интродуктот шкурт да ги даде клучните наоди на Цивил за спроведувањето на овој политички процес и за тоа дали постојат во овој момент услови за фер, демократски или како што ние во Цивил сакаме да ги нарекуваме слободни избори. Потоа, само накусо за форматот на дебатата, секој од поканетите ќе има по 3 минути време да се обрати на овие 3 прашања и да го соопшти ставот на партијата и личниот став. Ќе имаме тука ние Катерина од Цивил која што ќе се грижи за тоа времето да се почитува максимално. Тие 3 минути ќе имаме и тајмер и бипер кој што ќе означува кога говорниците им истекува времето. Ќе ве молам да се придржуваме до овие правила, бидејќи навистина сме многу и да можеме да дадеме шанса на секој да го каже својот став. Потоа ќе отвориме простор за прашање на новинарите и луѓето од публиката и одговор на поканетите дискутанти. Цивил уште од 10 јануари наваму уште еднаш излезе со најнови анализи и податоци. Во текот на наредните денови ќе излеземе со уште наоди, со уште податоци и со уште анализи кои ги подготвува веќе огромниот тим на Цивил Центар за слобода. Овој проект, Моето гласачко право, со оваа јавна дебата на некој начин завршува, меѓутоа завршува само со една фаза, бидејќи уште веднаш, уште попладнево, овие наши активности ќе продолжат со несмалено темпо. Би можел само да додадам дека Цивил во рамки на своето едногодишно наблюдување на политичкиот процес и на изборните активности, предизборните активности на политичките партии, забележува дека едноставно нема услови за слободни избори во април 2016 година. Овој став го подкрепивме со низа аргументи,
Ако го забележите тоа што го работиме на ниво на медиумска продукција, ние практично од час во час излегуваме со нови податоци, со нови факти, со нови сведоштва кои произлегуваат од нашата теренска работа. Погледнете што правиме, прочитајте што објавуваме, мислам дека тоа ќе биде повеќе од доволно за да го подкрепите или да го одобрите овој став. Се разбира, секогаш сме отворени за критика, за дополнувања и за нови аргументи со кои ќе се соочиме и ќе ги пренесеме во јавноста, без никаков проблем. Едноставно, ние како невладина организација, како Организација за човекови права и слободи, не обрнуваме внимание дали некоја политичка партија сака или не сака да има избори на одреден датум. Ние како граѓани претпоставуваме дека можеме, го имаме мандатот да го пренесеме расположението и ставот на поширок круг луѓе. И сите се еднодушни во тој поглед, дека едноставно не само што се крши договорот направен во Пржино, туку состојбата на теренот е уште полоша отколку во времето пред да се склучи тој договор, пред 4 големи партии, како што ги нарекуваат во јавноста, да го стават својот подпис. Ние веруваме дека овие луѓе овде и многу други имаат што да кажат и би требало да бидат слушнати во јавноста и да бидат дел од еден поширок, посериозен политички процес во Република Македонија. Затоа сметаме дека треба да продолжиме со оваа активност. Тоа што ќе се случува денеска овде ќе биде уредно документирано и потоа ќе биде представено пред јавноста на македонски, албански, англиски јазик и други јазици колку што ќе можеме да го представиме тоа. Се надевам дека сите ќе имате барем малку полза од ова што ќе бидете денеска овде и тоа што во нашите комуникации со овие представници, високи представници на политичките партии кои се овде денеска застапени, да ги нарекуваме политички партии кои не се вклучени во политичкиот процес. Не ги нарекуваме мали партии, бидејќи сметаме дека и тоа е еден дел од дискриминацијата во јавноста кој ненамерно се провлекува, бидејќи партиите не треба да се бројат според своето членство и според тоа колку можат да злоупотребат или употребат во општеството, туку по тоа колку големи идеи и колку големи активности носат со себе. Им благодарам многу на сите дами, малобројни дами на оваа страна и господа кои го одвоја своето време и се надевам дека ќе имаме сите заедно една многу корисна средба, една убава дебата која ќе послужи како документ за блиска иднина. За крај би сакал да го поканам мојот колега Синиша Станковиќ да каже уште еден аспект накратко за тоа како ние гледаме на исполнувањето на договорот во Пржино. Повели Синиша. Ми и господа, да ве поздравам во името на Цивил Центар за слобода и секако на една од неговите работни единици Цивил Медија, чија продукција можете да ја следите на нашиот портал сега веќе секојдневно на 3 јазика. Сакам да ги поздравам и лидерите на политичките партии кои за жал не се вклучени во надминувањето на длабоката политичка криза во Македонија и исто така особено сакам да ги поздравам колегите од медиумите кои дојдоа да го одбележат овој настан поради тоа што главен дел од анализата која работевме на 10 јануари за тоа зошто не се возможни слободни, фери демократски избори во Македонија на 24 април беше посветен токму на неслободата на медиумите. Она за што се залагаме во сите наши текстови и ќе се залагаме е да се овозможи медиумите во Македонија да излезат од железната преградка на партизираната држава, да се ослободат и да се вратат во едно време кога Македонија беше успешна приказна на Балканот, кога се уште постоеа некакви права и слободи. Драго ми е, особено ми е драго што денес ние како невладина организација и партиите кои неретко ги пренебрегуваат, нарекувајќи ги мали, ќе добијат заслужено место во повеќе медиуми колку што се денес присутни, барем електронски, и единствено што можам да кажам е дека малата новинарска екипа на Цивил Медија ќе продолжи со работа како што работеше оваа година, колку што траеше овој проект,
Ако можеме, ќе ја користиме колку што можеме, ќе ја користиме интернетот и социјалните мрежи, а ако не, како и во сите овие 12 месеци, ќе настапуваме на плоштадите на градовите низ Македонија со видеобимови, со отворени микрофони и со интерактивност со граѓанките и граѓаните на Македонија. Ви благодарам и се надевам дека ќе имаме успешна дебата. Благодарам на уредникот на Цивил Медија. Џабир напомна на почетокот, тоест на крајот на неговото излагање, дека дамите на оваа маса за жал се малубројни, но и воопшто во македонската политика. Му пркаташ как некта формата дебати до тафилоим му ме дамат. Тука е затоа да ми помогне како комодератор мојата колешка од Цивил Медија, Бибе Јордановска. Бибе, повели да започнеме со дискусија. Добар ден и од мене. Јас само ќе напоменам дека денеска ќе дебатираме за 3 прашања за тоа каква е политичката ситуација во Македонија, како и дали се спроведува договорот од Пржино и дали во Македонија постојат услови за спроведување на слободни избори. Чисто да ја отвори дебатата, ја предавам на господја Лилјана Поповска. Господја Лилјана Поповска, повелете, вашите 3 минути. Благодарам, почитувани организатори, ви благодарам за оваа извонредна прилика што ја овозможивте. Понатаму, почитувани колеги, почитувани присутни, почитувани представници на медиумите. Ова е ретка прилика да можеме да се слушнеме сите, да дебатираме. Ова е всушност она што во име на Дом го побаравме веднаш по потпишувањето на Пржинскиот договор. Поздравувајќи го, побаравме широка вклученост на сите политички партии и граѓански организации во дебатата. Убедени бевме само така дека ќе може да се постигне еден широк демократски фронт, една отворена, транспарентна дебата, каде што навистина демократските процеси ќе течат на нормален начин. Штета е што нашата понуда од сите практично политички партии и невладиниот сектор не беше прифатена. На тој начин се случи соодносот позиција-опозиција во малиот преговарачки тим од 4 да биде најчесто 3:1. И на тој начин не се слушаше доволно и не беше доволно испочитуван гласот на опозицијата, на опозиционо настроените граѓани во Република Македонија, кои што се убедливо мнозинство. Тоа се гледа од безброј анкети, во овој краток термин не би ги цитирала. Распуштањето на парламентот на 18 минатиот месец беше всушност упат во процесот на Пржино. Затоа што по еден долг процес на усогласување, на преговарање, каде што огромни напори вложија и домашните актери и пред се надворешните актери, наеднаш како да се дигна раце од процесот и се дозволи 2 партии од власта самоволно да го распуштат парламентот. Велам самоволно, затоа што опозицијата не беше дел од тоа, беше изненадена, беше затечена и наместо тој ден да продолжат преговорите во точно закажан термин, опозиционите партии соопштија, знаете, ние испративме материјали во парламентот за 1 час се распушта. Тоа така не води кон демократски расплет, тоа не води кон демократски развој. И тоа не гарантира фер и слободни избори, напротив. Тоа зборува дека двете владеачки партии од некои ним познати причини, а мислам и на добар дел од нас, брзаат да ги поминат, да ги протрчаат изборите со нерегулиран и неверификуван избирачки список и со недоволно регулирана медиумска сфера. Има и редица други недостатоци, уште нереализирани работи од Пржинскиот договор, меѓутоа ќе се задржам на овие 2. Сосем е логично што опозицијата ги најави бојкот на така насилно распишаните избори и сосем е логично што сите вистински опозиционо настроени партии се придружија кон тој бојкот и кажавме дека нема да одиме на избори при вакви услови. Се надевам дека ќе се најде логично одложување на терминот, за да можеме сите да одиме на слободни и демократски избори. Благодарам. Благодарам многу. Ju faleminderit shumë. Unë për këtë që keni bërë sot për gjithë ne, përndryshe unë jam nën kryetare e partisë LR-PDSH, të zotit Zjadin Sela. Është iniciativë e cila duhet përqafuar nga gjithë ne.
për të cilën mund të flasim natë dhe ditë të tëra, mi për fat keq nuk kemi ne ata të cilët mund sjellim brenda natës me shkopin magjik zgjidhje. Ka dy gjëra të cilat po dua t'i potencoj këtu. Jemi edhe ne natyrisht si parti e re, e cila veç është konstituuar me gjitha segmentet e saj të një partie politike serioze. Kjo nuk është gjë e re, mirë po çdo gjë e re e këtill është duke shkuar edhe duke u bërë më e vështirë edhe më e vështirë. Çka është ajo që e bën këtë proces më të vështirë, më të vështirë? Më të vështirë e bën ajo që ka një inercion i cili është duke shkuar prapa nesh tër kohën gjatë gjitha zgjidhjeve. Kështu që tani gjidhemi në pikën kulmore të asaj. Pse po them këtë? U përmend fjala liri. Ne kemi harruar ç'është liria. Ç'është fjala liri? Është fjala më e bukur, fjala më e dinjitetshme dhe fjala më njerëzore. Ne nuk kemi liri në vendin e punës, ne nuk kemi liri në rrugë ku ecim, ne nuk kemi liri si parti politike në vendimmarrje, për fat të keq. Ne si parti politike kemi dalë me faktin që dhe kemi cekur disa herë se ata njerëz të cilët kanë qenë të implikuar në veprimet të cilat janë duke u përmendur tërkohën, që në fillim është dashur të ekskludohen, të largohen fare prej këtij procesi, por ata njerëz i shohim të pranishëm aty tërkohën, të cilët ende kanë forcën e të marrurit të vendimeve për fat të keq në dëm të qytetarit. Pra që në fillim, partia jon, LRPDSH, ka qenë që njerëzit të cilët na kanë shkëputur si qenje njerëzore nga fjala e magjike liri, janë ende aty ku nuk duhet të jenë. Ne si parti edhe njerëzit Aceki kemi qenë që këta njerëz të ekskludohen definitivisht për çdo lloj negociate, për çdo vendimmarrje e tjerë. Por nuk i është vërë fare veshi kësaj që ne i kemi thënë. Thash fjala liri është diçka që ne vazhdimisht nuk e kemi. Ka një kohë më të gjatë unë, si të po flas në emrin tim personal, nuk e kam shijuar që moti, nuk jemi duke shijuar qoftë në institucionet ku punojmë, qoftë në arsim, qoftë në politikë bërje dhe kështu me radhë. Mos këputja e këmbëve të këtyre deformimeve, të këtyre çorrodive me të cilat ne jemi të rrethuar në kohën e duhur, sjell të një pikë të këtill kulmore, e cila natyrisht se nuk mund të kaloj pa lënë pasoja. Pasoja do të kemi, do të tregoj koha. Unë nuk jam parashikuese për të ditur se çka do ndodh, edhe diçka do doja të shtoj për në fund, shpresoj se nuk fola shumë. Sa jemi ne të aftë që të shkelim edhe të shkrepim nga jeta jon njëre për gjithmonë të ashtu quajturin autoritet me dhunë. Mjaftme me autoritetin me dhunë se jemi edhe të lodhur edhe nuk e meritojmë. Ju faleminderit shumë, vi благодарам. Добар ден и од мене. Значи јас веднаш ќе кажам дека со ваков изборен закон во делот на медиумите што го скроија, избори да има не на 24 април 2016, да има и 2018, ќе биде исто. Веднаш ќе кажам дека тоа што го слушате во јавноста, дека Заев и Груевски се залагаат за еднаков пристап, за равноправен настап, тоа е една голема измама за граѓаните. Зошто го велам ова? Ако погледнете изборниот законник, ќе видите дека тие двајцата се запишаа две одредби кои што се катастрофални за сите нас останатите партии, освен за ВМРО, ДПМН и СДСМ. Се вели дека медиумите имаат клучна улога во изборите, што е точно, нели, се согласиме сите. А што запишаа тие во изборниот законник? Замислете, тие се запишаа дека радиодифузерите, комерцијалните телевизии на час емитувана програма ќе емитуваат 18 минути политичко рекламирање на партиите, платено политичко рекламирање. И сега видите, од тие 18 минути 8 минути добива власта ВМРО ДПМН, 8 минути добива опозицијата СДСМ, 1 минута добиваат партиите кои што немаат партијничка група во собранието и замислете 1 минута добиваат сите останати вонпарламентарни партии. И сега тука за каква равноправност зборуваат Груевски и Заев? Зошто велам дека тоа е една голема измама што ја пласираат во јавноста, бидејќи тие демократијата си ја сакаат за себе. За ВМРО ДПМН и СДСМ, како што владеа во овие 25 години. Се менуваат на власт, а на земјата не и оди добро, така сакате наредните 25 години да владеат само двете партии. Или по-пластична е ситуацијата кај јавниот радиодифузен сервис, кај македонска телевизија. Таму замислете се запиша 30% МТВ за време на изборите ќе емитува дневни настани од земјата и странство, 30% ќе даде на власта, ВМРО ДПМН, и 30% ќе даде од времето на опозицијата и 10% за сите останати партии.
И уште што си додадо тука еден став, дебатни емисии ќе организираат само за двете големи партии. Така да, јас не гледам дека изборите ќе бидат демократски од овој аспект, бидејќи за мене ова најбитно прашање. Нека повелат, нека дозволат, нека го поделат равномерно, равноправно. Времето, ние како Народно движење за Македонија сме спремни да му излеземе на изборен мегдан и на Згуреевски и на Заев, али како што велам, ако останат овие одредби за медиумите, тогаш има една многотрпена, тешка работа, што значи нас не останува само теренската работа. Од тука за нас, ако е некаква утека пред известно време, тоа медиумите ги запознавме, поднесовме иницијатива до Уставниот суд да се укинат овие одредби, бидејќи равноправност и еднаквост на партиите е уставно уредено прашање. Значи, Уставот е јасен, законските прописи се јасни, партиите откако ќе се регистрираат, откако ќе исполнат условите согласно Закон за политичките партии, излегуваат на политичката сцена и тогаш се равноправни и еднакви. Уставот нема термини во стилот на големи, мали партии, опозицијски, владеачки, него има само термин политички партии. Така да, значи мојот апел е тука, ние иницијативата за Уставниот суд, бидејќи времето е кратко, е поднесена со времена мерка. Веруваме, знаеме како е формиран Уставниот суд, знаеме дека власта има контрола врз него, но сметаме дека судиите ќе бидат на рамништето на својата работа, ќе работат совесно и во брзо време ќе се произнесат по ова наша отставка, по ова представка, така да ако се усвојат, како што кажам, ќе повторам, ако се усвојат една равноправен и еднаков пристап на партиите, Народно движење за Македонија ќе излезе на овие избори. Благодарам. Фалим да речем, ви благодарам на поканата. Сај перкет Марвеше спржинас, башто евиденте да парафулсите сан, да каде шум аргументе тjera që nuk u thanë sot se zbatimi dhe përmbushja e asaj marrëveshje është e pamundur deri në datën 24 prill. Mirë po, ajo që më shumë do doja të theksoj është se nuk duhet të pritet se përmbushja e kësaj marrëveshje është zgjidhja e të gjitha problemeve që shoqëria jon ka me demokratizimin, me procesin e demokratizimit e kështu me radhë. Unë jam i prirur të mendoj se marrëveshja e Përzhinës është vetëm një uvertir, një hyrje në zbatimin e masave nga raporti Pribes, dhe kjo marrëveshje do të siguroj minimum kushte për zgjedhje të lira, fer dhe demokratike, dhe pas kësaj sigurisht se pason më shumë punë. Dhe gjithashtu përmbushja e kësaj marrëveshje besoj se nuk duhet të përjetohet si fitore apo dështim e njërës apo tjetrës palë. Ajo që është imperativ është që këta zgjedhje të ardhshme pas përmbushjes së kushteve minimale të jenë të lira, fer dhe demokratike, më pak e rëndësishme është kush do të fitojë në ata zgjedhje. Në Maqedoni ne kemi një problem në vazhdimsi sa i përket përfaqësimit politik. Pluralizmi duhet të sjellë parti me më shumë parti me ideja, me alternativa, programe politike, të cilat do të konkurrojnë dhe do të shfaqin një përjetësi, identitet, integritet të tyre politik, por mbi të gjitha të cilat do të ndajnë partin nga shteti, nga pushteti. E sot jemi dëshmitar të krejtësisht së kundërtës dhe përjetësin për dështimet e shumta në këtë aspekt, po edhe të sukseseve të pakta, i kanë padyshim më së tepërmi partitë e mëdhaja, më të mëdhaja politike, dhe ata parti dhe ata lider, ata eksponent politik të cilët etabluan konceptin e sundimit në vend që të etablojnë konceptin e qeverisjes. Dhe mu për këtë arsye ne tani jemi në një krizë politike, institucionale, ekonomike, sociale e tjerë, të cilën jo vetëm ne, por edhe faktori ndërkombëtar e cilëson si më të rëndën deri më tani. Dhe
Besoj se na nevojitën dhe në Maqedoni është domosdoshme të ketë një ngritje të nivelit të përjetësisë qytetare në aspektin e nivelit intelektual, jo të përjetësisë individuale, dhe për fund duhet patjetër të ekzistojë edhe vullnet politik i cili do të doj ta njoh realitetin në shtet, se pa mos e njoftur realitetin në shtet, pa mos pat vullnet për ta njohur realitetin, nuk mund për ta njohur dhe njëri tjetrin, nuk mund të shkojmë më para, gjithashtu dhe për këtë janë të domosdoshme edhe kapaciteti intelektuale. Faleminderit. Монополизација на политичката сцена од страна на 4 партии кои се дел од Пржинскиот договор, се најдовме во ситуација на реагирање постфестум, зашто како што ја гледам денеска ова трибина, таа е добродојдена, се разбира, но мислам дека е многу задоснета и неа пред се ја гледам во една функција на подготовка на политичкиот терен за наредните избори. На тие избори очекувам дека во оваа држава ќе успееме да избоксуваме буквално поинаква распределба на моќта во собранието, на начин на кој условно кажано останатите етнички заедници, да не го употребам терминот помалите, затоа што е тоа навистина навредлив термин, ќе имаат гарантирани места во собранието. Тоа е единственото решение со кое двете најголеми политички партии од условно кажано македонскиот кампус, ВМРО ДПМН и СДСМ, на некој начин ќе се сведат во нивните реални можности. Сега, на пример, во владеачката коалиција имате Бошњачка партија која не е ништо друго освен ВМРО СДА. ВМРО Странка на демократска акција. По ништо вие не знаете дека таа партија постои, освен дека во таа коалиција има и Бошњачка, условно кажано Бошњачка странка. Во ВМРО ДПМН нема две, но нема представник во парламентот. Од другата страна, за жал, не е поинакво расположението, освен бошњаците да се имаат како привезок, кои ќе добијат едно пратеничко место или 4-5 вработувања во некаква поделба на колачот по победата. Тоа е неприфатлив однос за бошњачката етничка заедница. Ние сме дел од оваа општество, имаме што и да понудиме, можеме да понудиме и сакаме тоа да го представиме на начин на кој ние сметаме дека треба да го представиме. Не можете да се китите со туги перја, како што го прават тоа големите партии, во секој случај многу повеќе актуелната партија на власт. Да не заборавам дека дел од ваквата игра е всушност и, за жал, Демократската унија за интеграција на албанците, која има една бошњачка партија во својата коалиција. Затоа велам, мислам дека веќе нема спор околу тоа дали треба и мора да се одржат овие избори. Прашањето на времето во која тоа ќе се одвива, се разбира, зависи и од нас на начин на кој ќе успееме да го притиснеме актуелниот естаблишмент политички да го прифати тоа одлагање, ако треба, а ми се чини дека треба, дури со протести, па во некој порадикален случај дури со некаква граѓанска непослушност. Во ред ви благодарам, господине Бишевац. Би му дала збор на Самка Ибримовски, представник на една ромска партија. Цер, повелете. Благодарам. Јас доаѓам од една заедница каде што се вршат најповеќе манипулации и заедница која е сиромашна и која верува на тие што сакаат, односно ги користат со нивните лаги, подкупи и така натаму и така натаму. Ние како политичка партија, единствена ромска политичка партија во опозиција, веќе сме долго време. Меѓутоа успеваме нашиот ректорат да го задржиме како што треба и тоа е добро од нашата честно водење на политика.
ние како политичка партија и во парламентот, кога бев како пратеник, баравме да има една изборна единица во Република Македонија. Тоа е единствениот начин демократски сите граѓани да се искажат она што сакаат и за кого да гласаат. Со овој начин на избори, помалите партии никогаш нема да дојдат да го барат тоа на своето, затоа што секогаш имаат приколица, немаат камион како да се вози приколицата. И секогаш приколицата ја прикачуваме на една од поголемите партии, или ВМРО, или СДСМ, или ДУ, или ДПА, затоа што тие имаат влекачи, а ние сме со приколица, немаме ништо повеќе и мораме да се прикачиме за нив и не можеме да ги бараме оние права, како што рече Сафет, ни нудат некои ситни работи, неколку вработувања и тоа така останува и со години така се тера. Тоа е едната работа. Втората работа, ние имаме 3 телевизии во Република Македонија и забегани новинари, нека извинат другите новинари, не се однесува за нив, во тие телевизии кои пропагираат нешто што им на власта во моментот им одговара тоа, не повеќе. Ние како партија повеќе пати сме напишале многу колумни, лично и јас сум пишал и сум кажал дека не е проблем да биде наклонет некоја телевизија кон некоја политичка партија, меѓутоа тоа да биде умерена наклонетост да има. И секој новинар има некоја симпатија кон некој пратеник или кон некоја политичка партија. Во овие 3 телевизии е забегано новинарство. Ние секоја вечер гледаме сите од телевизија вести, народни приказни, што правил Зеев, што ќе му се прави, како ќе му се прави, све со лажно прикажување на правата фактичка состојба во Република Македонија. Навесто се каже она што треба, што народот треба да го знае, ние имаме тука во нашите овие 3 телевизии нешто што не е соодветно за еден новинар, на еден новинарски кодекс и однесување на една телевизија, национална телевизија, која ипак ја гледаат граѓаните во Република Македонија. Јас бев и останувам на тоа, и како партија, и како ова да се оди на една изборна единица и пред се мора да се направи попис во Република Македонија. Без попис и понатака ќе остане топ тема на разговор избирачкиот список во Република Македонија. И со ова сега што се прави, овие измени, со прочистување, јас мислам дека нема да има никакво прочистување, се дека не се земе она што го предложив, ќе ми извините малку, ќе бидам само подолг, како пратеник го предложи во собранието да се земе од Заводот за здравствено осигурување, каде што имаат сите картички и сите граѓани во Република Македонија се осигурани. Тоа да биде како еден документ каде што ќе може да се види правата фактичка состојба на колку граѓани живеат во Македонија. Сите во Република Македонија се осигурени, и вработени, и невработени, и пензионери, и сиромаши, и богати и така натаму. По тој список може да се направи попис на населението. Ви благодарам, или да се прочисти Ибримовски, ќе имаме потоцна прилика за дискусија. Козаевски, член на иницијативниот одбор на Левица. За нас договорот од Пржино го нуди само минимумот прифатливи услови за враќање на демократијата во Македонија и секое нарушување на тој минимум е едноставно неприфатливо. За нас ова е борба за слобода и борба за враќање на демократијата во Македонија. Уште повеќе, ова за нас е борба за враќање на надежта во Македонија, бидејќи ако сегашната владеачка структура продолжи да биде на власт после следните избори, веќе надежта во Македонија конечно ќе умре. Значи, многу луѓе ќе се иселат од оваа земја и веќе овде ќе нема луѓе со кои да се владее и да му се наметнува волјата. Значи, затоа мора да се инзистира на апсолутно демократски избори. Без апсолутно демократски избори нема процес на враќање на демократијата, нема транзиција од авторитарен режим во демократија. Уште едно нешто сакам да нагласам, дека соочени со високо манипулативна власт, као што имаме моментално, има проблеми со стратегијата на борба со таа власт. Таа стратегија очигледно не ги дава вистинските резултати.
И во однос на таа стратегија треба да се има чувство за почитување на критика и за самокритика. Бидејќи, ако се нема успешна стратегија за борба против оваа манипулативна власт, нема да се успее во борбата. Затоа треба не да се копира методот на власта во спречување на слободата на говорот и да се инсистира дека секој оној што не е со нас е против нас, туку треба да се инсистира на плуралноста, бидејќи ако ова е борба за демократија, плуралноста е многу важен концепт. И затоа она што треба е потребен концептот на плурална опозиција. Значи, опозиција која се согласува дека треба да се врати демократијата во Македонија, но нужно меѓу себе не се разликува, ниту се нужно меѓу себе нема блиски ставови за сите прашања и тој концепт, значи единствениот концепт кој може да го понуди најдоброто решение. Значи, наместо да се етикетира, треба да се аргументира и дебатира. Со инсистирање на сопствената вистина, со инсистирање на подредување на сите зад мене, ако не си против мене, таа стратегија дефинитивно не може да биде успешната стратегија која ќе го инспирира овој народ да ја врати демократијата во оваа земја. Përshëndetje për gjithë të pranishmit. Falenderoj organizatorin për këtë debat të hapur dhe për mundësinë që edhe ne një forum të këtill të themi qëndrimin ton rreth çështjeve dhe krizës aktuale në Maqedoni. I përshëndes edhe gjithashtu të pranishmit dhe kolegët, panelistët në këtë debat, që ta shfrytëzoj kohën maksimalisht, nuk dua të ndalem vetëm në krizën aktuale e cila na ka kapluar për momentin në Maqedoni. Ne mendojmë dhe unë personalisht se në Maqedoni kemi një problem sistemor. Problemi që ndron esencial te sistemi. Është prodhuar një sistem juridiko-kushtetues i cili prodhon diskriminim. Dhe nëse e shihni, kthehemi mbrapa në 25 vitet e kaluara, ne vazhdimisht kemi mbetur duke i ricikluar krizat dhe duke u marrur me çështjet e krizave që na janë përsëritur në format e ndryshme. Qoftë ato luftrave, konflikteve të armatosura, krizave ekonomike e kështu me radhë. Sot nuk është rënd të thuhet se Maqedonia është një shtet jo funksional. Ai më nuk i shërben qytetarit dhe nuk është në shërbim esenca dhe qëllimi kryesor se pse duhet të ekzistojë një shtet. Dhe ajo është që të jetë servisi i qytetarit. Ne jemi mendimi se një është koha e fundit që të hapim një debat të gjerë shoqëror, të mos ngutemi. Tash kur jemi në kohë të paqes, të hapim një debat të gjerë në shoqëri, politik, akademik, të ekspertëve, të mbrendshëm dhe të jashtëm, dhe të shohim se cili është sistemi politik në vend i cili do të prodhojë mirëqenie dhe servis për qytetarët. Nuk mund të harxojmë edhe më shumë kohë dhe të ballavaçohemi vazhdimisht me krizat të cilat na përsëriten, siç e ceka edhe më herët, në format më vullgare. Kriza aktuale që ndodhi me përgjimet ishte një shans i mirë që ne me një qeveri të ekspertëve të hapim këtë debat, të vendosim në pozicionet kyçe shtetërore institucionale, të hapim një debat këtill, të përgatitet vendi për zgjedhje të lira dhe përfundimisht ta bëjmë një prerje dhe ta lëm pas Maqedoninë jo funksionale, diskriminuese dhe të hyjmë në fazën tjetër të Maqedonisë e cila është prodhon mirëqenie, barazi, liri dhe cila nuk hamendet në rrugën euroatlantike dhe për në NATO. Prandaj, edhe një fjali, unë ftoj që pavarësisht se si do të kalojnë këto zgjedhje, Lëvizja Besa do të qëndrojë fuqishëm në qëndrimin se këtij vendit i duhet ridefinim. Ridefinimin nuk duhet ta bëjmë patjetër me dojë mos shpejt,
ai do të jetë një proces i ngadalshëm, i sigurt, por një herë për gjithmonë të merremi vesh pak a shumë me një formë konsensuale se cili është shteti jonë, çfarë shtetin e duam dhe çfarë shteti ka dëshirojmë ta dërgojmë këtë shtet. Ju faleminderit. Благодарам. Прво да се заблагодарам за поканата и можноста да присуствуваме на еден ваков собир. Многу сум задоволен што гледам дека тука има политички партии од сите етникуми во Македонија и она што е нашето мотото на партијата Обединете за Македонија, ние повикуваме да бидеме и етнички обединети, бидејќи само така можеме да постигнеме она што ни треба, односно да го срушиме овој ненароден режим. Што се однесува на ставот на нашата партија Обединети за Македонија во врска со договорот за Пржино, знаете дека активно учествуваме и ја поддржуваме опозицијата, но што партијата која што преговара Социјалдемократскиот сојуз и со отворени очи следиме што се случува на тој договор и цврсто стоиме до определбата дека буквално треба од точка до запирка све да се имплементира од тој договор, освен датумот на изборите, бидејќи за нас воопшто не е битно дали ќе биде 24 февруар, март, април, дури и можеби и до година, само битно е да се спроведе тоа што е зацртано. Бидејќи, како што знаете, доколку не се спроведе тоа, ќе биде бадиела. Ние како политичка партија го почувствувавме тоа на нашиот грб, односно знаете дека нашиот председател Љубе Бошковски се уште чмае во занданите во Идризово и веќе 5-та година со еден политички монтиран процес. Многу оно што се случуваше, ние го почувствувавме на изборите 2011 година, каде што буквално и покрај тоа што освоивме, всушност ни признаа околу 18.000 гласа, ние не добивме ни еден пратеник. И покрај онаа кражба што се направи, знаете, од бомбите слушнавте што се случуваше, особено за нашата политичка партија, имаше таму спомнување да се сотре партијата, да се избркаат од работа и така натаму. Они успеа не нокаутира на некој начин, но нашата партија се уште постои, активно е, малтене во илегала, бидејќи многу луѓе се плашат буквално да се експонираат, бидејќи има огромни закани, уцени и се уште трае тоа. Но нашата партија постои и ќе постои. Се надевам дека нашиот председател многу скоро ќе излезе од затворот. Би требало некаде на почетокот на март, но све зависи сепак од политичката констелација, бидејќи се менуваат работите од ден до ден. Како што реков, ние како политичка партија цврсто стоиме на максимална имплементација на договорот од Пржино. Благодарам. Unë jam Zulfi Adili, jam nën kryetari Partisë Uniteti dhe ashtu siç prezantoi Petriti, deputet i vetëm i Unitetit në Parlamentin e Maqedonisë. Sa i përket punës çështjeve të zgjedhjeve, marrëveshjes Pržinos, mënyra se si u votua të shkohet në zgjedhje me 24 prill në Parlamentin e Maqedonisë dhe gjitha këta çështje të cilat veçmo janë të qarta për gjithë, edhe për neve që pak a shumë pretendojmë të merremi me politikë, edhe për gjithë ata të cilat nuk janë pjesë aktive e partive politike, por duhet të bëjmë pjesë dhe bëjmë pjesë aktive në jetën organizative dhe shoqërore në Republikën e Maqedonisë. Unë mendoj, edhe Uniteti sigurisht, se në Maqedoni, para se të shkojmë në zgjedhje, duhet të gjejmë zgjidhje të problemeve të cilat veçmo janë goxha të mëdhaja dhe paraprakisht ne zgjedhje kishim dhe nga përgjimet dolën se këta zgjedhje siç ishin të organizuara në mënyrë
në mënyrë jo fair, në mënyrë jo demokratike, dhe kur flasim për punën e pastrimit listës zgjedhore, vetëm se dihet qartë se në Maqedoni ka dikun të 1.860.000 votues, dhe duhet parashtrohet një pyetje shumë logjike. Sa banor jetojnë në Maqedoni, pa marrë parasysh cilës etni i takojnë. Dhe nëse nga gjithë kjo politik ose udhëheqje e institucioneve në formën më të keqe të mundur, ndoshta në 20 vjet të fundit në Maqedoni, ku shumica e qytetarëve të Maqedonisë, sidomos gjeneratat e reja, e lëshojnë vendin për të gjetë jetë më të mirë në vendet e Evropës, sepse në këtë vend, në fakt në Maqedoni, kemi udhëheqës të cilat kanë dalë mbi kushtetutën, kanë dalë mbi institucionet, kanë dalë mbi shtetin, dhe në fakt këtu nuk mund të flasim për një parim demokratik, për një parim real, me cilët do duhet ne të besojmë po të njëjtëve njerëz se do organizojnë zgjedhje fair dhe demokratike. Dhe për fund do duhet të them edhe një moment për këtë pjesën e parë, për fund vetëm të rumbullaksoj. Edhe sikur të pastrohet lista zgjedhore dhe të sillet një ligj i mirë për media dhe të implementohet në përpikshmëri marrëveshja e Përzhinës, dhe duhet ta kemi një moment shumë të rëndësishëm dhe të qartë gjithë këtu që jemi prezent dhe i gjithë opinioni. O do duhet të krijojmë mirëbesim ose besim të ndërsjellë të qytetarëve ndaj institucioneve, sidomos të popullsisë shqiptare, për arsye se shqiptarët vetëm se dita ditës mos them se e kanë humbur besimin tek institucionet e shtetit. A shqiptarët janë në numër goxha të madh në Република на Македонија. Фалендер. Благодарам. Тешко е да се зборува откако сите ќе кажат, тешко е да се извади нешто ново. И од тие причини само ќе потсетам дека кога гледам овој лист на Цивил, овие ставови на Цивил од 10 јануари, како да ја читам платформата на Либералната партија од октомври 2014. Само една работа уште фали овде, концентрациона влада. Зошто го велам? Затоа што сите зборуваме сега дека треба попис, сите зборуваме дека треба една изборна единица, но за волја на вистината политичките партии и во еден период кога се создаваше големата енергија, која кулминираше, би рекол, на 17 мај минатата година, пристапува со калкулантски елементи. Веројатно, поучени од тоа што се случува сега. Изборниот модел не е сменет, иако забележувате и овде во дебатата сите се држат во својот кампус и од другиот кампус, нели владиниот кампус, нема луѓе, затоа што во суштина овој пржински договор извади на маса договор што беше од подмаса, но бидејќи е на барање на гледачите, така да кажеме, на барање на 4 големи политички партии кои контролираат 119 од 123 пратеници, овој, се извинувам, 118 од 123 пратеници, овој договор беше потпишан како што беше потпишан. И стана формална рамка која основната граница за опозицијата ја постави во првиот момент, кога кажа кога е датумот за избори. И ние имаме изборен закон во кој датумот за избори е определен во самиот изборен закон. Смешно. Второ, ако денеска сакаме да зборуваме реално, ако се соберат сите луѓе што седиме на оваа страна панелисти, и ако ја побараме поддршката од граѓанското општество, и тоа граѓанско општество ја даде поддршката како што ја даде на еден процес на 17 мај, избори нема да има, не затоа што 4 партии така сакаат или меѓународната заедница и слично, туку затоа што тие реално не се потребни, ама ќе имаат политичка артикулација. Тие не се потребни на тој датум, инаку изборите се неопходни за да се заврши кризата. И тие морат еден ден да се случат. Сега ние можеме овдека да зборуваме жалопојки и можеме да бидеме да евоцираме спомени, но тоа нема да помогне во ништо. Треба да разграничиме дека доколку се држиме до формалниот аспект на Пржино, избори ќе има така наречено прочистување на избирачкиот список,
Можеби ќе се задоволат страстите со 3-40.000 луѓе што ќе ги бидат избришани од изборачкиот список и формално правно и за 4 потписници на Пржинскиот договор и за меѓународната заедница се е во ред. Но реално ние ќе имаме избори после кои повторно ќе мораме да размислуваме за избори затоа што кризата ќе продолжи. Затоа што кризата не е само меѓупартиска, кризата е институционална. Кризата не е само институционална, кризата е во недоверба према на граѓаните кон сопствените институции. И тука завршува приказката. Затоа ако сакаме да дојдеме до исход, го слушам сигналот, ако сакаме да дојдеме до исход, потребна е комплетна промена за да се дојде до ресетирање на поредокот. Не се проблем партиите, проблем е поредокот што тие го создаваат. Јас тука би застанал, бидејќи верувам дека ќе имаме уште многу теми за дискусија.